Почитувани, притисоците, заканите, уцените и девењето на СДС кое беше присутно пред изборите и за време на изборите продолжува. И во вакви едни услови, ВМРО-ДПМН со своите коалициони партнери за време на изборите ја доби мнозинската поддршка од граѓаните на Газибаба на советничката листа, освојувајќи мнозинство советници. Алармантноста на силеđиството од страна на структури блиски во СДС не принудува јавно да го соопштиме она што случуваше во текот на вчерашниот ден при конституирањето на Советот. Имено, вршен е непосреден и дрзок притисок на советници, имајќи во предмет тесното мнозинство на ВМРО-ДПМН со цел да го поддржат СДС за да може да формираат мнозинство во Советот спротивно на изразената волја на граѓаните дадена на избори. Имено, додека траеше конститутивната седница, посетен е домот на советник на ВМРО-ДПМН од непознати лица, при што на родителите им било испратена директна закана, цитирам: "Ако гласа за СДС да го добие Советот, ќе добие убаво работно место и ќе биде богато награден. Воспротивно, ако не гласа за СДС, крв ќе падне и молотови коктели." Фрапантно, до таму стигнаа. Наместо проекти и дела, СДС сака да владее со молотови коктели и страв. Крајно недемократски и одлика на една заробена држава. Истиот случај е пријаме во полиција и ги повикуваме институциите да го расветлат во најбрз можен рок. Воспротивно, сметаме дека тие стануваат заштитници на силеđиството. Вчера советниците не подледнаа на заканите и ВМРО-ДПМН заедно со коалиционите партнери го формираше мнозинството на Советот. И ВМРО-ДПМН заедно со коалицијата ќе работи во интерес на граѓаните на Газибаба и ќе биде остар критичар на сите непопуларни мерки и коректив на работата на градоначалникот на СДС Борче Ѓорѓиевски. Граѓаните не се плашат. Порака до СДС, со закани и уцени не се владее. Кој се обидел со страв да владее, брзо бил поразен од народот.